Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. На почеток да проследиме делот на станите кои ќе следат. Граѓаните кои имаат неплатен стаж во компании кои се избришани од судскиот или централниот регистар се уште имаат можност самите да извршат докуп на стажот. Парк посветен на Макфест и инфраструктурно уредување на патот до планинарскиот дом Вртешка се двата проекти кои годинава ќе се реализираат преку Центарот за развој на Источно-плански регион. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански ги награди најдобрите 10 матуранти од Делчевската гимназија. Добија неделно патување низ европските држави. Војниците денес излегоа на протест пред Министерството за одбрана и побараа зголемување на платите. Нивните побарувања се зголемување на платите за 20%, зголемување на надоместоците од 610 динари на 1200 динари и пропорционално да им се зголемуваат платите со другите институции како Министерството за внатрешни работи и Царинската управа. Во реакцијата на Министерството за одбрана на протестот на професионалните војници стои: Министерството и покрај непланираното ангажирање на припадниците на армијата на јужната граница поради мигрантската криза со домакинско работење и внимателно планирање не дозволува застој во исплатата на врските кон вработените во Министерството и припадниците на армијата. Дополнително со значителни напори успеавме да ја зголемиме дневницата за припадниците на армијата ангажирани на јужната граница за цели 30%, што е голем исчекор напред. Воедно неодамна известивме дека континуирано работиме на упредувањето на условите за работа и престој на јужната граница. Представниците на синдикатите знаат дека изнаемен уште еден капацитет кој е во фаза на реновирање. Се набавуваат климатизери и подобрена исхраната за припадниците на АРМ. Граѓаните кои имаат неплатен стаж во компании кои се избришани од судскиот или централниот регистар се уште имаат можност самите да извршат докуп на стажот. Од оваа мерка најмногу бенефит ќе имаат оние на кои им не достига стаж за да го остварат правото на пензија, појаснуваат од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Од 19 јуни минатата година работниците со неплатен стаж од фирмите кои се избришани од судскиот или централниот регистар имаат можност за откуп на стажот како би го оствариле правото на пензија. Мерката е на сила до 19 јуни 2016. Оваа мерка се воведе и можност за осигурениците за да можат одредена категорија на граѓани да го остварат своето право на минималниот дел од стажот, значи оно што е потребен 15 години минимум, за да може да оствари право на пензија, нормално со остварување на старосна граница од 64, односно жена 62 години, а нема друга можност како да го то остварат. Може би да достигне старосната граница, може да се блиско до старосната граница, меѓутоа го немат оној платен пензиски стаж од 15 години и ова, а имаат работено, за да можат да го добијат тој стаж и да ја добијат заслужената пензија. Во Штипската подружница на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување мерката ја искористиле само 9 лица, 5 мина од Штип и 4 од Радовиш, со можност за плаќање на неплатениот стаж во готово и на рати. Во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување до крајот на минатата година компаниите имаа можност за плаќање на неплатените придонеси за период до крајот на 2008 година. Мерката во Штип ја искористија 6 компании и 3 физички лица кои ги измирија долговите. Па веќе Фондот за пензиско и инвалидско осигурување скоро сите зборуваме, значи побарувања од поголемите правни лица се наплатени. Знаеме дека тоа беа понапред и Македонка и Естиво и сите овој поголеми фирми. Баргала беше последна она кој што ја искористи мерката, претходната мерка и го плати се од неплатен придонес од некаде околу 100 милиона денари беше тој долг, така да немаме некои поголеми неплатени обврски, тоа се инцидентни, така да кажам, и бидејќи се работи само за период до 2008 година.
Во моментот во Штипскиот фонд нема компании со големи долгови, но останаа високи побарувања кои се ненаплатливи заради одење на должниците во стечај. Парк посветен на Макфест и инфраструктурно уредување на патот до планинарскиот дом Вртешка се двата проекти од големо значење за Штип и Штипско, за кои минатата недела Центарот за развој на Источно-Плански регион со Бирото за регионален развој подпишаа договор за реализирање во текот на оваа година. Паричните средства за двата проекти во износ од околу 20 милиони динари се обезбедени од буџетот на Република Македонија преку Министерството за локална самоуправа. Традиционалниот фестивал на забавна музика Макфест како мотивација за нов парк со специјална фонтана во Штип. Проектот со кој општината аплицираше за негово реализирање преку Центарот за развој на Источен плански регион е одобрен и ќе стане реалност во текот на оваа година. Во тек се активностите околу распишување на јавната набавка, значи треба да се изгради фонтана која што ќе работи по звуците на Макфест, односно победничките песни, со два висечки моста, со амфитеатар, со хортикултурно уредување. Предвидено е паркот на Макфест да се наоѓа во близина на уметничката галерија Безистен во Штип, а вториот проект се однесува на уредување и асфалтирање на локалниот пат до црквата Свети Ѓорѓија, која се наоѓа во склоп на планинарскиот дом Вртешка на планината Плачковица. Реализацијата на овие проекти ќе биде финансирана од националниот буџет преку Министерството за локална самоуправа, за што се обезбедени околу 20 милиони денари. Грижата за нашето здравје треба пред се да започне од начинот на исхрана. Брзиот начин на живот не дозволува секогаш да се храниме здраво. Придонес кон ова имаат и финансиите, но на што е важно да се потенцира и алармира е намалувањето на внесот на месните производи во нашето секојдневие. Со внесување на повеќе од 50 грама месни производи во текот на денот, ризикот од појава на болест се зголемува за 18%, стои во најновото истражување на Светската здравствена организација. Сланината, колбасите и виршлите се дел од овие производи кои се смртоносен фактор врз нашето здравје. Додека јадете месни производи секојдневно, тој ризик е реален и алармантен, но не и единствен кој влијае за појава на болест. Брзиот начин на живот и секојдневните обврски не дозволуваат секогаш да се храниме здраво. Секако, овде влијание има и големината на нашиот џеп. Но дали ние се храниме здраво? Земе по некој пат. Прожеме, јадеме па сега. Колку е здраво? Колку е здраво, тоа не знаеме. Па не е дозволено сигурно врските и на брзина да земеме да одам и така. Средно, повеќе на ова кажам диетална храна по наша македонска, што ние не сме како србите што јадат мрсно. Значи ние така неделата поеднаш два пати месец, друго тоа е како ти кажам посна храна. Младите они гледам држат диета да не бидат многу дебели, така да и они послабо конзумират, повеќе на овошје се така брза храна, да. Одат се буреци купуваат, сендвичи купуваат и така. Граѓаните во последните години ги променија навиките за здраво и правилно да се хранат. Сепак, месото е важен извор на протеини и не треба по секоја цена да се исфрли од исхраната. Варичелата, меѓу народот позната како овча сипаница, е заразно заболување кое најчесто се јавува во детската возраст. Периодов е зголемен бројот на дечиња кои имаат сипаници. Периодов се карактеризира со зголемен број на пациенти со овчи сипаници. Ова заразно заболување е предизвикано од вирус варичела зостес, а единствениот извор на инфекција е човекот. Ова заразно заболување најчесто се јавува во детската возраст, односно 90% од случаите се деца до 10 годишна возраст. Варичелата обично инкубацијата настанува 2 до 3 недели и периодот од 2 дена пред појава на исипот се манифестира со главоболка, болка во мускули, болка во зглобови, неретко и температура, и се дават, не се дават конкретно лекови, него се дава симптоматска терапија, обично парацетамол, забрането е да се дава аспирин и повеќето течности.
При ова вирусно заболување, грешка и заблуда дека не треба децата да се бањаат. Секојдневното туширање со млака вода и хиперманган е задолжително, за да не настане суперинфекција на мирчињата. Затоа епидемиолозите препорачуваат поголема хигиена за време на ваква состојба. Значи, изолација, треба детето или возрастниот да се изолира, да седи дома, да се држи многу голема хигиена, за да не настане инфекција на тие меурчињата и на крустите. Значи, после миењето, после бањањето се става талк, пудер, кој што е антибактериски, или пена која што има во апотеките. Во нашата земја не постои вакцина за овчи сипаници. Во некои европски земји има поливалентни вакцини за варичила и децата се вакцинира до 13 месеци, а ревакцинацијата се прави пред да се тргне во училиште. И во ова издание на Дневникот посветуваме внимание на овогодинешните матуранти со следниве прилози. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански ги награди најдобрите 10 матуранти од Делчевската гимназија. Добија неделно патување низ европските земји. Инаку ова е практика во Делчево која започна во 2011 година, која има за цел стимулирање на средношколците за постигнување на успеси во образованието. Дека образованието не е залудно и вложениот труд секогаш се исплаќа, се покажа и вечерва на прославата на матурската вечер на матурантите од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево. Имено 10 најдобри со највисок успех и со најмногу награди освоени на државни надпревари добија заедничко неделно патување низ европските земји, подарок од општина Делчево и градоначалникот Дарко Шехтански. А за првенец на генерацијата меѓу 10 најдобри беше прогласена Анастасија Самарџиска. Браво, Анастасија! Оваа практика, која започна во 2011 година во Делчево, е една од мерките за стимулација за постигнување на високи резултати во образованието, рече градоначалникот Шехтански, кој им посака уште многу успеси во понатамошното образование. И ви посакувам оваа вечер да ви помине незаборавно. Да ја паметите целиот свој живот. Овој ден е символ на уште една генерација деца, која свечено ќе го пречекори прагот на зрелоста и ќе ни се придружи во светот на возрастните. Постигнавте многу овие 4 години и иако не сте свесни за се, вие веќе сте нови личности. Се уште не е решено каде и во кои атрактивни дестинации овие 10 најдобри матуранти ќе го реализираат своето наградно патување. Инаку матурската прослава на делчевските матуранти започна со дефиле од гимназијата по улицата Методи Митевски Брицо до ресторан Либеро, каде и се случуваше нивната луда матурска вечер. Матурантите од Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев од Кочани го прославија полнолетството. Наоѓајќи се на прагот во влегувањето во светот на возрастните, одлучија каде ќе го продолжат школувањето. На прославата на матурската вечер, матурантите од Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев, организирано со класните раководители, влегуваа во училиштето, каде што го одржаа последниот класен час. Пред заминување на прослава во Еврохотел Градче продефилираа во холот со своите класни раководители. Во организацијата учествуваа и членовите на младинската организација Авангарда. Матурантите во дилема, каде ќе го продолжат школувањето. Се разбира дека ќе продолжам со моето школување. Што заврши во училиштето? Завршив на смерот електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Па за овие 4 години можам да кажам лудо и незаборавно. Се разбира, овие години никош нема да ги заборавам. Во ресторанот Еврохотел Градче ги поздрави директорот на училиштето Димче Сребринов. Ова е вечер кога поминувате символично во возрасти, не сте повеќе деца. Очекувам ова вечер да ви биде незаборавна и да ја памтите цел свој живот. Матурантите славија до доцните вечерни часови, а потоа организирано со автобуси се вратија дома. 144 матуранти од Средното училиште Ванчо Преке во Виница се 50-та јубилејна генерација која го оформува средното образование во оваа институција. Генерација која остави свој белег во работењето на оваа образовна институција.
Средното општинско училиште Ванчо Пркја ја испрати 50-та јубилејна генерација која созреа со мобилната технологија, генерација која е сведок на големи општествени и политички промени, која го тестираше екстерното и која допрва треба да биде столб кој треба активно да се вклучи во создавањето на македонската иднина. Шармот на младоста кој го носија 144 матуранти од Виничката гимназија го наполни училишниот двор, но дождот го скрати дефилето по главната улица која го чекаше цела Виница. Стилот и гламорот кој го промовираа нашите ученици веќе се раскажува, бидејќи матурските прослави чекаат место повеќе по рестораните. Но што ќе раскажуваат нивните класни раководители кои 4 години ја оформуваа едукативната страна на нивните личности? Генерација која што е релативно солидна, генерација која што ќе се памети по активностите кои што ги имаше со хуманитарните акции, со Црвениот крст, успешните спроведени проекти. Бидејќи тие со својата знаење, способност и самоувереност ни покажаат на нас професорите, а воедно на нивните родители дека се спремни успешно да одат по испит. Кон одбележувањето, честитките стаса е од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ при Општинскиот комитет Виница со делење на ружа и символична порака ја испрати 50-та генерација од Средното општинско училиште Ванчо Пркја Виница. Имајќи го во предвид начинот на одбележување и трошокот кој го прават родителите, матурата дефинитивно ги засенува дипломите, магистратурата, па и прославата на докторатот. Лекари, економисти, програмисти се меѓу најпосакуваните професии за делчевските матуранти. Соодветно, медицинскиот, економскиот и техничките факултети се нивниот избор за понатамошно образование. Смета дека со завршување на овие факултети најлесно ќе можат да најдат работа и прилично добро да заработуваат. Дали да се водат по своите желби или сепак ја согледуваат реалноста во општеството и избираат факултет кој е дефицитарен во градот, но и на ниво на државата. Ова е дилемата и размислувањето и на средношколците во Македонска Каменица, за кои, ако општествените факултети се атрактивни, се соочуваат со фактот дека во последните 2 до 3 години стручното образование е се повеќе барано. Медицинскиот, економскиот и техничките факултети, делчевските матуранти ги гледаат како најперспективни за градење на нивната кариера. Најлесно до работа сметаат дека ќе дојдат доколку завршат некој од овие факултети. Сепак на терет и во ум им е прво државната матура. Што за вас ќе биде предизвик понатаму? Што мислите дека е најперспективно? Најперспективно ќе биде прво да ја положиме државната матура со одличен успех кој што ќе биде кон крајот на јуни, а потоа секако да се запишеме на еден од престижните факултети низ Македонија па и пошироко. Што мислиш, кои факултети ви пружаат најмногу шанси понатаму за вработување? Па сметам дека медицинските и електротехничките факултети ќе бидат од најголема полза за нашата кариера. Најмногу престижни се факултетите, како например медицина, економски факултет, ПМФ, информатички, технологии и слични факултети и мислиме дека најмногу ќе успееме во овие поли. Јас ќе се запишам на економски факултет во Штип, зашто економијата во Македонија е добра, преку овој факултет можеме да најдеме многу работа, да бидеме економисти, затоа што вакви луѓе ги требаат на државата. Во изборот на нивната кариера голема помош добиваат и од своите професори и кариерни советници преку неодамна отворениот кариерен центар во Делчевската гимназија, каде заедно ги проучуваат можностите за идната професија. Па да ви кажам искрено, веќе во 3-та година нашите ученици се определуваат за насоките што ги нуди нашето училиште, а тоа се природно-математичко подрачје, општествено-хуманистичко и јазично подрачје. И веќе тогаш во голем дел се определуваат за идната професија нивна. Матурантите со музика и оро се збогуваа со средното образование. Темата околу средношколските матуранти е доста актуелна после поминатите 4 години период кој е најдобар за нив без никакви поголеми животни грижи, престрикни што и оваа етапа од животот некои со подобар, а други со послаб успех сепак е завршена. Во моментот се наоѓаат на една од побитните крстосници, народски кажано, со што се избира на кој начин би заработувале за екзистенција во иднина, но сепак не можат да се следат секогаш желбите, него младите се адаптираат на своето обкружување за да можат да најдат полесно работа.
Јас планирам да се запишам на историја, на стручно, бидејќи денес струката повеќе се цени од оние другите факултети во нашата држава. Откако се завршат забавите, посветете внимание околу подготовките за матурата која се полага, бидејќи е доста битен фактор за упис на студии и осигурување на своето место, токму на посекуваниот факултет. Во рамки на предвидената турнија низ повеќе градови во Република Македонија, ансамблот Танец синоќа одржа спектакуларен концерт во Штип. Со турнијата се предвидени настапи во 20 градови во Македонија, пошто членовите на Танец заминуваат на турнија низ Балканскиот полуостров. Со нив и во Штип беше славеот македонски Сузана Спасовска. Амбасадорите на македонскиот фолклор во целиот свет, членовите на ансамблот Танец, вчера во Штип одржаа незаборавен концерт. Присутните можеа да уживаат во кореографиите на најпознатите македонски сплетови ора и во обработки на неколку народни песни. Видевме Ајдучкото оро, Тресеница, Беломорски бицер, игри од Копачијата и завршивме со Малешевските игри. Од Блажевски дознаваме дека наскоро треба да започне нов проект во кореографиите на Танец да биде вклучен и фолклорот на останатите малцинства во Република Македонија. Се пази на таа работа, можам да кажам. Мислам дека е во тек имаше некој таков проект да се застапат и фолклорот на другите заедници кои живеат во Македонија, меѓутоа да кажам дека тој проект ќе започне во секој момент, не можам уште да кажам, бидејќи сепак е тоа работа пред све на управниот одбор, на раководството на Танец, потоа на нас уметниците. Како редовен член на Танец повеќе од 2 години е македонската пејачка на народни песни Сузана Спасовска, која со својот глас пред присутните го долови карактеристичното пеење на македонските традиционални песни. Таа ги сподели импресиите од промовирањето на македонскиот фолклор низ целиот свет. Било каде во светот, дури и да ве слушаат и оние кои што не го разбираат македонскиот јазик, навистина паѓаат на колена, бидејќи самата музика е премногу допира до срцата на луѓето. Во секој случај, многу е убаво кога ќе видите дека еден човек кој што не го разбира вашиот јазик почнува да плаче или да се намовнува и да чувствува дека нешто убаво се зборува или дека е песната тажна. А еве ги импресиите на посетителите на синоќешниот концерт на Танец. Омилено друштво ми уметничко, сакам да го гледам. А одамна не доаѓа Танец во Штип. Да, амбасадори баш на македонскиот фолклор. Цел свет се познат. Многу пати сум ги слушал Танец, јас сум студент на факултетот за медицински науки во Штип и ми се укажа ево повторно таа прилика и не сакам да ја пропуштам да ги проследам нивните настапи овдека. Турнејата на ансамблот Танец низ Македонија започнала во март и ќе заврши кон крајот на јуни, а во меѓувреме реализиране настапи во Обединетите Арапски Емирати на манифестација посветена на македонската култура. Во текот на наредниот месец предвидено е членовите на Танец да започнат уште една турнеја низ балканските простори и да ги посетат Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска, потоа да учествуваат на Балканскиот фестивал во Охрид, пошто ќе ја продолжат турнејата низ Балканот. Министрите за финансии и гувернерите на централните банки на 7 најразвиени земји Г7 постигнаа денеска договор да се преземат поагресивни акции во борбата против финансирање на тероризмот и насилниот екстремизам, кои, како што се согласија, се закана за глобалната стабилност. Во акциониот план кој финансиските лидери го издадоа по дводневните разговори на северот на Јапонија, се повикува на поголема размена на информации за финансиските податоци, како и на соработка по повод санкциите за терористичките финансиски мрежи. Пристапувањето на Црна Гора во НАТО дополнително ќе ја продлабочи линијата на поделба во Европа, изјави постојаниот представник на Русија во Северноатлантскиот сојуз Александар Грушко. Ова не е првото проширување на алијансата и се разбира ниту еден круг од проширувањето не ги подобрил нашите односи со земјите кои се одлучиле да влезат во него. Би сакал да истакнам дека во случајот со Црна Гора како никогаш досега се гледа геополитички контекст, желбата да се демонстрира на светот дека политиката на отворени врати е жива, вели Грушко. Завчера министрите за надворешни работи на земјите од НАТО потпишаа протокол за пристапување на Црна Гора во алијансата. За да стапи во сила, документот треба да биде ратификуван од сите земји од НАТО.
Нема потреба да се зголемува руската групација во Сирија поради бомбардирање на терористите. Ракетните напади може да се извршуваат и од бродови на Касписката флота, изјави представник на Меѓународниот комитет на Советот на Федерацијата Владимир Џабаров. Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу вчера рече дека Русија им предлага на САД од 25 мај да пристапат кон заеднички напади на фронтот Ал-Нусра и на законските вооружени формации во Сирија, но ОТИ го задржува правото на еднострани напади. Џабаров не ја исклучи можноста за приклучување на САД кон воздушните напади на Русија. Сметам дека американците наскоро ќе го изгубат трпението и поради тоа постои надеж дека ќе се приклучат на Русија, изјави Џабаров. Со рекордни 80 бода фудбалерите на Вардар ја освоија историската 10-та титула. Тие го соборија рекордот на работнички по бројот на бодови кој во 2008 година освои 79 бода. Сите фудбалери добија медалија, пехарот заеднички го подигнаа капитенот Златко Таневски и еден од наискусните фудбалери Бобан Грнчаров. Да бидам искрен, некако порадосен бев и поубаво ми беше чувството понад преварот идеме шампиони на Македонија, така што еуфоријата тогаш помина. Првиот момент кога се освојува титулата, тогаш е моментот кога сте порадосни и посрекни. Од тогаш поминаа повеќе од 10 дена, така да сето ово што се случува денеска е за нашите навивачи, изјави Грнчаров. Освен Вардар кој ќе учествува во квалификациите за Лигата на шампионите, за квалификации во Лига на Европа ќе играат Шкендија, Силекс и Работнички. Ова беа сите содржини од дневникот, но останете и понатаму со програмата на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер.